Тимот на Бугати работи на прилично тежок проект, бидејќи ќе треба да го замени едно од најимпресивните возила конструирани досега. Од 2005 година, кога беше представен Вейрон, секое ново возило што го напушташе Мулуз беше задвижувано со W16 мотор со 4 турбополначи. Со завршувањето на производството на Широн, завршува и кариерата на Вулканот со 16 цилиндри, а следното возило на Бугати ќе биде сосема ново и ќе има поинаков двигател. Политичкиот притисок што се прави врз сите што користат мотори на согорување е огромен. Новиот извршен директор на Бугати, Мате Римац, откри дека моделот ќе има силно електрифициран погонски систем кој се базира на многу атрактивен мотор со согорување. Тој додаде дека луѓето ќе бидат зачудени од моделот кога ќе видат што се крие испод капакот. За среќа, месеците до премиерата на прсти се бројат.